Почитувани, скандалот во ЈПДП со поставување на партиски кадри на Трајановски и ДПМН се проширува. Веќе објавивме дека Трајановски и ДПМН го поставиле Миланчо Митревски за шеф на контрола на наплатната служба на патерините во Петровец. Иако бил фатен како ја злоупотребува службената положба, зашто има и изречена дисциплинска санкција, Митревски наплаќал повеќе пари на патерините, а вишокот пари ги земал за себе. Тој не ги исполнува услови да биде шеф на контролорите. Единствена квалификација му е тоа што е хардкор партиски кадар на ДПМН и сопруг на советничката на ДПМН во Велес. Денеска откриваме дека шефот на контрола продолжува со злоупотреби и неплаќање на патарини. Снимките од патарините кои што ни ги доставија свиркачите покажува дека Митревски, кога проаѓал со возилото на патарина, не плаќал патарина. Еве слика од оваа снимка на која што се гледа возилото кое го правува Митревски. Поради заштита на личните податоци, нема во целост да објавиме. На ден 15.8.2024 година во 8:47 часот, непосредно од кога е назначен, заедно со неговата сопруга Бети, присилно го тера вработениот на наплатната станица Отовица да го пушти без да плати. Ова е честа пракса на Митревски. Веднаш надлежните институции да преземат мерки и да го установат колку пати Митревски направил вакви дела. Бидејќи овие податоци се јавно достапни, СДСМ ги провери на веб порталот од системот на електронска контрола на патарините и тие се целосно потврдени. Еве дел од изводите. Возилото со ристерски таблички, кој го управува Митревски, не платило патарина. Ова се само дел од изводите, со точен датум и време. Сите оваа година во различни месеци. Тој што треба да контролира, самиот не наплаќа. Очигледно, соамин на Трајановски. Народот да плаќа, само партиските кадри на Мицковски и Трајановски да не плаќаат патарини. Ова е недозволиво. Особено што луѓе кои работат на патарините беа приведени за 20-30 денари вишок. Очигледно законите не важат за партиските кадри на Мицковски и Трајановски. Ништо не е променето во ВМРО ДПМН. Тоа е истата партија од минатото со ист начин на владење како до 2016 година. Коце Трајановски веднаш треба да го разреши Митревски, а надлежните институции да преземат мерки за соодветна одговорност веднаш.